тоа останало и во моето семејство, но и во многу други семејства во Разловци. Значи таа приказна, тие некои работи ги нема во историските читанки, а тоа е начинот, пример, на кој било организирано востанието, како било организирано, од каде се барале поддршка, помош востаниците, организаторите од тоа време, од каде ја добиле, од каде не ја добиле и како се изиграла целата таа, како да кажеме, тој организиран ивент кој што се десил историски во тоа време. Значи, коорганизатор на Разловечкото востание, освен поп Стојан Разлошки, е Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, каде што он бил зет на Поп Стојан. Значи, керка од Поп Стојан му била сопруга на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, и де факто мастермајндот за целата таа операција бил Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, затоа што Разловци била само една од точките каде што требало да се крене востание. Значи не била единствена. Накратко, после Разловечкото востание го имаме и Кресненското востание, кое било со уште поголем интензитет и уште поголема територија била ослободена во тоа време, територија која е доста поголема и од територијата на Илинденското востание, кое што ќе се случи 30 на 40 години подоцна од тие настани. Било предвидено, значи они имале советувања, во место е тоа кај Разловци, се вика Калаѓорџево, се собираат таму и ги прават плановите не само за Разловечкото востание, него и за другите востанија на таа територија. Значи таа територија, еве да кажеме сега, Источна Македонија, Пиринска Македонија, во тоа време границите биле малку подруги, но да не навлегуваме баш во тие детали, тогаш востаниците барале помош и од рускиот цар Александар во тоа време, затоа што паралелно во тој временски период била и руско-турската војна. Русија, значи, војувала официјално со Турција и таа не била единствена, имало претходно неколку руско-турски војни и нашите востаници, мислејќи дека тоа ќе биде од интерес и за Русија, и поради тоа што се словенски, нели, братски народи, отишле во Петроград да бараат поддршка од рускиот цар. Ова го нема во историските читанки, например. И отишле тие таму да се видиме со рускиот цар, кој отишле во дворот, ние сме делегација од Македонија. Ги пренасочиле ваму, па ваму, после неколку такви итерации се сретнале они со некој човек и рекле, сакаме да се видиме ние со рускиот цар. И тој човек ги прашал, што сакате да зборите со рускиот цар? Планираме ние да креаме буна против турците на Балканот. Ние доаѓаме од Македонија, таа и таа територија, и бараме поддршка. Оружје, муниција, медицински материјали, било што на некој начин што може да помогне. Нашиот план е да на еден начин ќе се отворат и повеќе други фронтови, значи нема да бидат кај што турците секако ќе мора да алоцираат некои ресурси од нивната армија на таа територија. И тој човек им рекол, рускиот цар има други планови за вас, и си отишол. И тие пак на наредното, да се видиме со рускиот цар, сакаме, за тоа дојдовме. И еден им рекол, еве сега зборевте со рускиот цар. Они мислеле дека рускиот цар е некој со круна, голем човек, дека цело време така се носи, дека мора да се видат на некое специјално место. И така завршила таа посета. Рускиот цар понатаму не разговарал со нив. И гледаме дека со подпишувањето на, значи, руско-турската војна завршува со мирот во Сан Стефано, и таму се подпишува тој Сан Стефански мировен договор, каде што Русија и дава огромна територија на Бугарија. Значи, Бугарија се формира како држава после руско-турската војна. Тој мировен договор е подпишан на 3 март. Бугарија и ден денес го слави тоа како свој празник. И таа територија вклучувала, значи, целата територија од Црното море до Охридско езеро ја опфаќа.
И гледаме дека всушност планот на Русија бил тој. Планот на Русија не бил Македонија да биде независна држава, посебна држава, туку да биде во рамките на Бугарија. Инаку, значи, уште во 1876 година, знамето на Разловечкото востание е црвена подлога со жолт грб и црн лав, каде што пишува над лавот Македонија. И по тоа може да се види какви чувства носеле тие луѓе од тоа време, значи тоа е втора половина на 19 век, во Македонија тогаш и се раѓа тој некој идентитет, чувство за нација. Инаку концептот на нација држава е релативно нов, значи историски не постоел. Луѓето не се баш делеле на нации, него основната подела била религиска, кој на која религија припаѓа, или претходно пред тоа на племенски. Значи не било тоа како нација. Од тогаш и на глобални, значи во глобални рамки, концептот на нација држава почува да станува актуелен и тоа се рефлектира и кај нас. Друг доказ, пошто сега еве ова е актуелно, нели ние имаме за жал некои проблеми со нашиот источен сосед поврзано на таа тема. Јас сум го прашувал и дедо ми, и мои родители, и други луѓе во Разловци, какво е нивното чувство и што нивните дедовци и прадедовци збореле. И они кажуваат, абе види, за тоа не се ни збори, знаеш, сите знаевме дека сме македонци. Точно е дека тука биле и срби, која била српската окупација, пред Втората светска војна, после биле и бугари, ама ние секој пат знаевме кои сме. Тие доаѓаа тука и беа окупација, ние учевме на тој јазик затоа што бевме приморани, ама тоа не значи дека се ние идентификувавме со тие народи. Така да, за мене, мислам, тоа е абсолвирано прашање и дури и на еден начин и вреге интелигенцијата на обичниот македонец, која треба да се збори и да се одговара за тоа прашање. Мислам, има безброј докази. Не е само тој. Јас сакам само малку тој аспект да го земем.